Почитувани, го оставивме градоначалникот Владимир Талевски и повеќе од 100 дена слободно и непречено да си ги реализира ветените проекти, за кои за жал и по трет пат ја доби довербата од граѓаните. Денеска се наоѓаме пред легендарниот Црн мост, на кој сега оваа власт му го допише и епитетот скандалозен. Се надевавме дека ќе поминеме со возило по него, но заеднички констатираме дека тоа не е возможно, а изградбата гледаме дека е практично и прекината. Како партија која секогаш и без страв ги поставувала сите непријатни прашања, иницирани од страна на граѓаните, денеска сме тука да поставиме јавно неколку прашања и дилеми лично до господинот Талевски. Дали на ова место се гради мост или постамент за нов споменик, бидејќи како што гледате оваа градба е повисока од околните улици кои треба да ги поврзува? Дали е точно дека погрешната изведба е причината да се прекине работата на објектот кој требаше да биде пуштен во употреба како што се сеќаваме на 1 септември? Дали е вистина дека и Градежниот институт од Скопје кренал раце од проектот и ја одбил ревизијата на истиот, а документацијата за испитување била испратена на соодветен институт во Виена? Дали ова ќе продуцира непотребно 30% зголемување на трошоците за завршување на проектот? Кој ќе го плати тоа? Кој ќе ја сноси одговорноста за потенцијалните грешки? Кој ќе одговара за потрошените средства, за ревизиите, за доцнењето? Дали некој ќе плати казни и пенали? Сакам да ја потсетам битолската јавност дека пред неколку месеци на седница на Совет изразив сомнеж во способноста и капацитетот на оваа локална власт да направи мост каков што треба. Тогаш прашав дали имаат изградено барем еден мост, фирмите избрани на тендерот. Дали преку битол овие фирми ќе учат да градат мостови? Кој ќе одговара за евентуалните пропусти? Како што гледате, очигледно сум бил во право кога изразив сомневање за сите овие аномалии.